паметен град ќе вложи средства и енергија во младите. Не зборувам тука за клубови, кафичи, ноќен живот и не знам што, зборувам за конкретни нешта поврзани со креативноста на младите луѓе. Ако ние се згрозуваме, значи се згрозуваме од фактот дека на TikTok прават предизвици. Кој ќе се качи на вагонот, па гинат деца, ги удира струја така, имавме такви ситуации, или прават предизвици кој ќе испие повеќе парацетамол. И тоа е исто се морбидни работи. Се реакцијата на општеството е да се забрани TikTok. Океј, ќе се забрани TikTok, ќе најдат друг начин на... Ако они смислуваат толку ненормални предизвици, треба да вложиш, да им ги насочиш тие предизвици да бидат креативни и поинакви. Ја така гледам работите, како ќе го забраниме TikTok, мислам. Значи одма се оди на радикално, не се размислува дека ја во еден момент реков, па и да го смислиш онат парацетамол кој ќе спие, тоа е на некој начин морбидно, ама е креативно. Дај насочете ги младиве, направете им ги тие работилници за се нешто, да можат да функционира тоа, они уживаат во тоа.